Рекорден пад на невработеноста во земјава, регистрира статистиката. Се намалува бројот на лица кои не можат да најдат работа, но расте и на оние кои работат на црно. Во првиот квартал невработеноста падна на 11,7%, или во споредба со последниот квартал, бројот на невработени е намален за 2,3%. Ако на крајот од 2024 биле вработени 700.530 лица, за 3 месеци нивниот број се зголемил за скоро 2.000. Сепак загрижува порастот на неформално вработените. Такви се над 90.000, од кои 10.000 се само во првите 3 месеци. Најголем дел од нив, над 43.000, работат во земјоделието и 15.000 во градежништвото. Дел се уште работат на црно за да не ја изгубат пензијата или социјалната помош, но државата најде начин како да влезат во системот. Со законот за привремено ангажирање лица ќе можат да земаат и плата и пензија или било каков надомест. Но овој начин се очекува да се намали сивата економија. Сакаме да го регулираме тој однос, да тие луѓе за тој период кога ќе бидат ангажирани да бидат во системот на евиденција на државата, за тоа се плаќаат нормално или давачки и со тоа ќе створиме еден круг каде што ќе им дадеме и директна подршка утре да ги извлекуваме токму од сивата економија, комплетно да имаме увид како систем од државата и ќе биде полесно, верувајте, на самите работодавачи, бидејќи денеска они за да исплатат на некој дневница, знаете се што треба да направат за да му дадат во пликови и слично. Работодавачите ќе можат да ги ангажираат овие лица 4 месеци во годината во 3 сектори: земјоделие, угостителство и услужни дејности, што значи ќе можат да работат по хотели, ресторани, домови за стари лица, да чуваат деца или да помагаат во домаќинствата. Законот веќе е изгласан во собранието и треба да се објави во службен весник, но ќе се применува од почетокот на следната година. Државата очекува да бидат опатени околу 20.000 лица. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.